Драги деветоделенци, добредојдовте во училницата по предметот граѓанско образование. Јас сум Татјана Георгиевска, наставник од Основното училиште Јан Амос Коменски. Насловот на денешната лекција е етичност, вредности и хуманост. Со оваа лекција ќе го истражиме етичкиот процес на носење одлуки преку неколку примери на морални дилеми и ќе анализираме избори што вклучуваат спротивставени вредности. Оваа лекција треба да ни даде одговор на прашањата што треба да се преземе за да се постапи етички исправно, што е морална дилема и зошто тие тешко се решаваат и кои фактори треба да се земат предвид при обидот да ги решиме. Што ви е потребно? Вашата тетрадка или хартија на која ќе пишувате? Таблет, компјутер со интернет конекција. На моменти ќе сугерирам да го паузирате видеото и да дадете одговор на прашањата и активностите кои ќе не носат до исходите на оваа лекција. Најпрвен ќе се подсетиме за вредностите, бидејќи тие се водилка во нашето одлучување. На десната страна од екранот можете да го видите Абел Мутаи, која представувал Кенија на една трка и бил на само неколку метри од целта, но бил збунет со знакот и застанал мислејќи дека ја завршил трката. Шпанскиот атлетичар Иван Фернандес бил веднаш зад него и сватил што се случува. Почнал да вика да ја продолжи трката, но кениецот не го разбирал. Тогаш шпанецот го турнал Мутаи во победа. По завршувањето на трката, Иван ќе добие низа прашања од страна на новинарите зошто го направил тоа, бидејќи би можел да биде победникот тој. Иван ќе одговори: но ќе бев ли среќен со победата? Која ќе беше заслугата за медалот? Што ќе мисли мајка ми за тоа? За момент паузирајте го видеото и одговорете на прашањата: како би постапиле вие доколку бевте на местото на Иван? Која вредност е водилка во одлучувањето на Иван? Кога ќе завршите со активност, замислете си дека за секоја врата се крие некоја вредност. Која врата или врати ќе ги отвориш ти, односно кои вредности ќе ги избереш како твој вредност. На десната страна од екранот можете да видите листа на вредности од кои треба да изберете 5 и да ги рангирате од 1 до 5. Додека водилка во одлучувањето на Иван беше честност, вредноста честност, размислете за сопствените вредности. Кои се вашите вредности? А потоа, обидете се да дадете одговор на прашањето според што се раководевте при изборот и подредувањето. Моја претпоставка е дека ќе одговорите дека тоа е важност, односно приоритетите кои ги имате. Па од тука можеме да дадеме одговори на прашањето што се вредностите, верувањата, идеалите и принципите кои се сметаат за достојни и од голема важност. Оние вредности кои се развиваат во самата личност се наречени лични вредности, но имаме вредности кои што се однесуваат на сите луѓе. Такви се почитувањето на човековите права, слободата, социјалната одговорност за која ќе говориме во понатамошните лекции, хуманоста, односно човечност, солидарност, еднаквоста пред законите, правдата. Тие се однесуваат на сите луѓе и го прават животот подобар. Уште можат да се наречат и универзални, заеднички за сите луѓе. Доколку ги практикуваме, ги негуваме, ќе се стекнеме со лични особини кои ќе не водат кон заедничко општо добро. Од претходните слайдови можевме да заклучиме дека вредностите влијаат врз нашите одлуки, цели и однесување. Ни овозможуваат да изградиме морални принципи кои ги водат нашите дејства, односно нашето однесување. Доколку сме водени од позитивни, универзални и хумани причини, се вели дека имаме етичност во одлучувањето. Затоа во вториот дел од лекцијата ќе се задржиме токму на одлуките. Секојдневно носиме одлуки, некои од нив ги носиме лесно, брзо и едноставно, но некои не. Дали некогаш сте се нашле во ситуација кога вашите морални принципи се во судир едни со други? Например, кога сакате да бидете фер, но некој би бил повреден.
Овој дел од лекцијата треба да ни даде одговор на прашањата што е морална дилема и што треба да се превземе за да правилно се постапи. Една изрека на Имануел Кант, германски филозоф, вели: постапувај според тоа лично начело за кое можеш да посакаш да стане општ закон, закон за сите. Ајде да разгледаме неколку морални дилеми, односно судир на две морални барања. Например, треба да го исполнам ветувањето на мојот син, рано да пристигнам дома, но на пат кон дома видов еден болен старец кој треба да биде одведен во болница. Каде лежи мојата реална должност? За момент паузирајте го видеото и дадете одговор како би постапиле во дадената ситуација. Наведете аргументи зошто би постапиле така и можни последици од вашата одлука. Не можеме да негираме дека тука има спротивставени должности, односно морални барања, но треба да напомениме дека поцелосно треба запознавање со ситуацијата. Треба да се запрашаме дали е од голема важност да стигнам порано дома, колку е сериозна состојбата на старецот. Една опција мора да биде подобра од другата, само потребно е поцелосно да се разгледа ситуацијата. Втората морална дилема која ќе ја разгледаме е со наслов грабеж на банка. Додека стоите на улица, гледате едно злосторство. Човек краде пари од банка. Наместо да ги чува парите, ги дава на домот за деца без родители. Парите се користат за купување облека, храна и учебници за да им се помогне на децата. Го знаете името на ограбувачот на банката, но доколку одите во полиција, има добри шанси домот да мора да ги врати парите во банката, што значи дека децата ќе продолжат да живеат тежок живот. Што ќе направиш? Паузирајте го видеото и дадете одговор како би реагирале во дадената ситуација. Што би направиле во дадената ситуација? Зошто би постапиле така? Наведете можни последици од вашата одлука. Кога ќе завршите активноста, обидете се да дадете одговор на прашањето што е морална дилема. Моралните дилеми се ситуации кога лицата кои се нарекуваат морални агенти во етиката се принудени да избираат помеѓу две или повеќе спротивставени опции. Ниту една од нив не ја решава ситуацијата на морално прифатлив начин. Често носиме одлуки врз основа на тоа како се чувствуваме, наместо да ги анализираме и процениме можните последици, а потоа да го направиме најдобриот избор. Затоа во наредните слайдови ќе видиме неколку чекори како да се реши една морална дилема. Чекор 1. Дефинирајте ситуацијата и одлуката. Чекор 2. Воспоставете критериуми за вашиот избор. Чекор 3. Побарај алтернативи, односно можни решенија. Чекор 4. Наведете ги добрите и лошите страни на секоја од таа алтернатива. Елиминирајте ги сите алтернативи кои носат лоши последици. Чекор 5. Воочете ги веројатните последици од преостанатите алтернативи. Чекор 6. Изберете ја најдобрата алтернатива. Чекор 7. Спроведете ја одлуката. Но не застануваме тука. Имаме и чекор 8 да ја оцениме ефективноста на одлуката и да ги измениме акциите доколку е потребно. Благодарам на вниманието, а сега следи и домашна задача. Да смислите пример со дилема, а вашите другари треба да се обидат да ја решат. Споделете ја со неколку ваши соученици кои ќе треба да ја решат. Вашата ситуација мора да вклучува тежок избор со добри и лоши поени за избраните страни. Не заборавајте да ги потсетите вашите другари на чекорите според кои треба да се раководат при одлуката. На наредните слайдови следат заклучоци, но и проверка на наученото.